Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски соопшти дека Министерството за дигитална трансформација е рангирано на првото место според индексот на квалитет на институциите од јавниот сектор за 2025 година. Според Андоновски, признанието представува значајна потврда за работата на институцијата, особено имајќи предвид дека Министерството постои само 2 години. Тој оцени дека постигнатиот резултат е доказ дека јасната ориентација кон потребите на граѓаните, добро организираните процеси и посветеноста на институционалниот тим можат да дадат конкретни и мерливи резултати. Ова признание по само 2 години од постоењето на Министерството е потврда дека кога институцијата има јасен фокус кон граѓаните, организирани процеси и посветен тим, резултатите стануваат видливи и мерливи, истакна Андоновски. Тој нагласи дека дигиталната трансформација не треба да се гледа исклучиво како технолошки процес, туку како алатка за подобрување на секојдневното функционирање на јавната администрација и квалитетот на услугите што ги добиваат граѓаните. Според министерот, дигитализацијата значи побрзи и подостапни услуги, намалување на административните процедури и создавање поголема доверба во институциите. Додаде дека воспоставувањето јасни, дигитализирани и следливи процедури овозможува намалување на просторот за субјективност во одлучувањето, како и ограничување на непотребното одолговлекување и можните коруптивни практики. Министерот оцени дека дигитализацијата представува еден од клучните механизми за добро управување, институционална транспарентност и борба против корупцијата. Најави дека Министерството ќе продолжи со активности насочени кон модернизација на јавниот сектор и унапредување на дигиталните услуги. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова посхумно ја одликуваше историчарката Наде Проева со орден 8 септември во знак на признание за незиниот особен придонес во афирмирањето на македонската историографија. Во образложението за одликувањето се наведува дека Наде Проева како врвна и меѓународно призната историчарка, професорка и авторка оставила значаен научен печат преку незините истражувања, книги и студии, како и преку уредувањето на научни едиции. Председателката истакна дека научниот ангажман на Проева не бил ограничен само на академската сфера, туку дека таа активно учествувала и во јавниот живот, со јасен став дека интелектуалците имаат одговорност да се огласуваат по прашања од национално и културно значење. Таа беше опишана како личност со силен интелектуален и јавен глас, чија што работа имала и просветителски карактер, а незините ставови и текстови оставиле значајно влијание во пошироката јавност. На свеченоста орденот беше врачен на Павлина Проевска, сестра на починатата Проева, која го прими признанието во незино име. Во рамки на настанот беше прикажан и документарниот биографски филм наместо хагеографија, посветен на животот и делото на Наде Проева, кој ја прикажува незината научна и интелектуална оставнина. Украинскиот главен град Киев прогласи воздушна тревога, при што властите ги повикаа граѓаните веднаш да побараат за солниште поради зголемена опасност од напади. Како што соопштија локалните власти преку каналот на Телеграм, граѓаните биле повикани итно да се евакуираат во безбедни засолништа во услови на зголемени тензии и ризик од нови воздушни напади. Информациите за тревогата доаѓаат откако украинскиот председател Володимир Зеленски минатата недела предупреди дека постојат индикации за подготовка на интензивирани руски напади врз повеќе делови од земјата. Паралелно, вториот по големина град во Украина, Харков, беше цел на напади со беспилотни летала и најмалку 2 ракети, соопшти градоначалникот Терехов. Според неговите информации, во нападите едно лице е повредено без да бидат објавени дополнителни детали за степенот на повредите или причинетата штета. Властите во Украина наведуваат дека ситуацијата останува напната со постојан ризик од ескалација на руските војни операции за силени воздушни напади врз урбаните центри. Во вакви услови безбедносните служби продолжуваат со апели до граѓаните за строго почитување на протоколите за заштита и навремено информирање преку официјалните канали. Српскиот председател Александар Вучик изјави дека изборите во Србија ќе се одржат во октомври или ноември, но за сега не прецизираше дали станува збор за парламентарни или председателски избори. Тој посочи дека повеќе детали, вклучително и можноста за неговото учество како кандидат за премиер, ќе бидат познати на 27 јуни, за време на собирот на Српската напредна партија во Белград.
Представници на владеачката СНС во претходниот период повеќе пати истакнуваа дека би сакале Вучиќ да биде нивниот кандидат за премиер на следните избори, што дополнително ги отвора прашањата околу можните политички сценарија. Во исто време, опозицијата и студентските групи кои организираат протести и блокади по долг период бараат распишување вонредни парламентарни избори, оценувајќи дека е потребна нова политичка проверка на довербата. И покрај барањата, Вучиќ досега не даде јасни и конкретни одговори, оставајќи простор за различни политички толкувања и очекувања во јавноста. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека дел од регионите во државава се ставени под засилен метеоролошки надзор поради најавена дестабилизација на временските услови. Од институцијата е објавена мапа со жолта фаза која опаѓа поголем дел од територијата на државата, што укажува на потенцијална опасност од локални временски непогоди. Управата за хидрометеоролошки работи упати јавно предупредување со порака метеоаларм за локално невреме. Граѓаните се повикуваат внимателно да ги следат најновите временски извештаи, особено во подрачјата каде веќе се забележуваат првите знаци на атмосферска нестабилност. Според прогнозата, денеска времето ќе биде нестабилно со појава на дожд, грмежи и засилен ветер. Поради зголемената енергија во атмосферата локално се очекуваат поинтензивни временски процеси со пороен дожд, чести грмежи, силни налети на ветер и можност за појава на град. Од ОХМР дополнително најавуваат дека во текот на четврток и петок ќе има само изолирани нестабилности, додека за време на викендот и на почетокот од следната седмица се очекува стабилизирање на времето со претежно сончеви и потопли услови. Граѓаните се советуваат да бидат внимателни, особено при движење на отворено и во ризични подрачја за време на нестабилните временски услови.